почитувани медиуми, почитувани граѓани, денес ми е навистина драго што заедно со градоначалникот на општина Крушево и со директорот на Агенција за млади и спорт сме тука во Крушево да направиме увид во објект кој што се реновира и со тоа како влада покажавме дека инвестирањето во локалниот и регионалниот развој ни е навистина приоритет, заради тоа што со поттикнување на туризмот и ваков тип на спортски објекти, инвестирање во ваков тип на спортски објекти е навистина важно за да може да се придвижува локалната, а и регионалната економија. Со воспоставување на посебни активности и можности да туристите дојдат во Крушево и во околината на Крушево, да ги посетат, но исто така да имаат и можност да имаат да ги посетат знаменитостите, како културните, така и спортските, е навистина значајно. Со оваа инвестиција од 28 повеќе од 28 милиони денари се направи реновирање на спортската сала, но исто така се направи и карпи за искачување, се набавија возила со што се овозможува да општина Крушево има подобра понуда и поатрактивна понуда за сите туристи кои што се домашни, но и странски. Ние како држава навистина може да истакнеме дека имаме одлични туристички локации кои што понатаму треба да ги промовираме и кои што треба да понудат одредена содржина за сите туристи, се со цел да тие се чувствуваат многу поудобно и да сакаат да останат подолг временски период тука. Со инвестирање во туристичките локации ние навистина имаме можност да ја придвижиме локалната економија. Благодарам. Почитувани граѓани на општина Крушево, почитувани граѓани на целата држава, почитувана вице-премиерка, почитуван градоначалник, почитувани представници на медиумите, голема чест и задоволство ми представува што денеска заеднички со вице-премиерката и со градоначалникот извршивме увид во градежните активности во спортската сала тука во општина Крушево и секако заеднички да констатираме дека има сериозен напредок во однос на спортската инфраструктура тука во општина Крушево. Спортската инфраструктура е многу важна пред се за подигање на спортските стандарди во нашата држава, но и од друга страна да ги мотивираме, поттикнеме најмладите да спортуваат и да ги практикуваат здравите начини на живот. Драго ми е што во истиот момент во државата се градат преку 100 капитални спортски објекти, што представува една дополнителна вредност како за спортот, така и за секојдневието на секој еден граѓанин на нашата држава. Драго ми е што заеднички вложуваме и инвестираме во спортот и во спортските активности широм цела држава. Во изминатиот период тука во град Крушево се случија голем број на спортски меѓународни настани. Верувам дека со заедничка заложба и во периодот што ни престои, ќе има уште поголеми, уште подобри, поквалитетни спортски меѓународни настани, што дополнително ќе дадат дополнителна вредност, како на спортот, така и на општина Крушево. Ние како Агенција за млади и спорт, заеднички со градоначалникот и заеднички со општина Крушево и понатаму ќе ги стимулираме националните спортски федерации да вложуваат, односно да организираат големи надпревари, големи меѓународни активности тука во Крушево, бидејќи Крушево ги исполнува сите предуслови за да се организираат истите. Верувам дека капацитетите и понатаму ќе се зголемуваат и со тоа секако ќе дадеме дополнителна вредност како на спортот, така и на град Крушево. Ви благодарам. При крај имплементацијата на подпроектот Кругот на адреналинот, авантуристички туризам во Крушево. Со ова ние како општина овозможуваме услови, подобри услови и повеќе содржини на сите оние кои доаѓаат во Крушево, како спортски клубови, обожаватели на спортот и сите други кои го сакаат Крушево. Пред се сакам да упатам искрена и голема благодарност до владата на Република Северна Македонија, Агенцијата за спорт и млади. Исто така ова е проект кој е имплементиран во соработка заедно со Европска унија, Светска банка под проектот на локална и регионална конкурентност.